Драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на Ништо лично. Знаете веќе, местото каде што звездите отвораат душа. И тоа, оние и од естрадата, оние од светот на модата, шоу бизнисот, па и од политиката. А денес имаме на гости една вистинска мултимедијална личност, или ако сакате, мултипрактик, на што го велат. Човек од различни професии, подеднакво успешен во сите, човек кој сите добро го познават. Но, ајде да видиме што вели најавата за него, пред да ви го представам и да го почнеме денешниот муабет во Ништо лично. А најавата вели вака. По едукација дипломиран актер, по определување пасиониран музичар, кому рок-н-ролот му е во крвта и му тече во вените уште од гимназиските денови, член на мноштво македонски рок групи, од кои оваа последната ја испиша македонската музичка историја и се уште не престанува тоа да го прави, грижливо чувајќи го огнот под звездите кои самата го запали пред 40 години за да гори во градите на секој вистински македонец. Тогаш, сега и за секогаш. Македонските театарски институции, случајно или намерно, никогаш не го препознаа неговиот актерски потенцијал, за разлика од великиот југословенски режисерски маг Љубиша Ристич и неговиот театар во Суботица, во кој тој ќе игра со некои од најголемите бардови на тогашното југословенско глумиште. Бил еден од запазените ТВ ликови и во некои од најзначајните ТВ серии и ТВ драми од тогашното ТВ Скопје и сегашната МРТ, како Трзвија Скопје, Марика лета со авион или Пикасо, например. Покрај големите музички поп-рок хитови и антологиските балади кои ги создал со својот бенд, ја напишал и музиката за некои од најпознатите ТВ серии, како Бумбари, например. Потоа мноштво парчиња музика за дузина театарски представи, джинглови, реклами. Како музички уредник во музичко-касетната продукција на МРТ, заслужен за првите дискографски изданија на некои од денес легендарните македонски изведувачи и групи. Од Зијан и Архангел до Ареа, но и најзначајните музички изданија на македонските фолк легенди како Александар Сариевски, Кирил Манчевски, Анка Гиева, Никола Бадев, Јонче Христовски, за зачувување на носачи на звук на богатиот изворен македонски мелос. Покрај уметноста, спортот му е второто име вткаено во неговиот лик и идентитет, зашто во раната младост талентиран гимнастичар кога и го добива прекарот по кој сите го знаат до ден денес. Во зрели години маратонец, кој со успех ги трчал најпознатите светски маратони. Пасиониран моторџија уште од раната младост, велосипедист во годините на зрелост, собственик на продукциска куќа, подготвена да ги организира, озвучи и осветли најкомплицираните, најзахтевни концерти, фестивали, манифестации и останати ивенти од најразлична природа. Непоправлив оптимист и ентузијаст, за кого невозможното не постои, нема што не се може да се реализира и оствари ако тоа го намисли, не постојат препреки што се ненадминливи, ако имаш желба, волја, знаење и умење, како да се стигне до целта и тоа до онаа највисоката. На минатите локални избори накратко влета во политиката и тоа сам, без партиската машинерија и незината поддршка зад себе, па на многумина кои професионално се занимаваат со неа, сериозно им ја стресе фотелјата. Колку за да покаже дека ако реши, може да им украде сериозен дел од политичкиот колач. Патриот и родољуб, кому татковината Македонија му е вткаена во душата, а македонштината вградена во генетскиот код. А тој со љубов кон сопствениот народ и држава, помеѓу браникот на слободата и медникот на љубовта, со својата група меморија и песните што ќе останат да биат како камбана со небески ек за навек и натаму продолжува да го живее својот сон, испишувајќи музичка историја која го сплотува македонскиот народ. Епа, ако треба повеќе се каже, јас не знам. Знам само да кажам добар ден или добро вечер, како сакате, за Петар Георгиевски или Pero Камиказа. Здраво, друже, да те најдов. После да стане да си одиме, нема што да зборуваме. Амин. Нема што да зборуваме. Види, испушти нешто, многу значено. Веројатно, не може Не, само да ти кажам, музиката за Трзвија Скопје исто така ја имам правено. Бумбари беше само пример. Да, ама тука околу тоа исто врзано дека во првиот дел кај што го играм Рио, ме утепуваат у 6-та епизода. Нели ме колат со нож и нели Боби вика ќе снимаме втор дел. Му викам добро, што ќе правиме? Вика музика. Добро, му викам браво. Ама и ќе играш, вика. Ама како ќе играм у тепа?
Па вика, брат, ти ќе си го играш Метфо. Брат му. 7 епизоди уште, ете така. Тоа е многу еден интересен момент од мојата кариера, поврзана, да, воскреснуjem ја како Воскреснат лик. Да. И така. Добро, перво нешто е карактеристично и последно, така велат новинарски, последното било прво, како информација. Меморија испише историја. Ваков голем грандиозен концерт, ретко кој можеби никој не направил од македонските изведувачи, особено македонските бендови, и обично човек кој ќе испише историја велат, тоа е тоа, она како животно дело и толку. Сметнаш ли дека е само еден степеник од кој има уште многу што да се каже, или ова беше врвот и кулминација која тешко се повторува? И тука би ти исправил, значи не само од македонските бендови, него од сите оние што дошле воопшто во Борис Трајковски во залата, ќе бидам лажно нескромен, дека овој концерт е правен по терк на сите светски концерти како Coldplay, како Pink Floyd и како сите останати. Значи, ние сакаме да оставиме еден траен белег. Само со собствен идентитет, се разбира. Да, еден траен белег кој ќе го отслика нашето ДНК и РНК. Значи, говорам на почетокот на концертот, каде што има неколку numери кои се поврзани токму со РНК-то и ДНК-то на Македонија. И да докажеме дека некаков бенд како Меморија, што трае веќе 40 години, со собствени песни, прави концерт на кој публиката пее од почеток до крај. Добро, има ли шанси да се за реприза, оно што вели, да се повторат работите или ќе одат во друг правец, некој поинаква смисла ќе добие целата приказна? Целата приказна не е застаната воопшто од моментот кога го завршивме концертот. Сега работиме на еден мега проект кој се вика Троен албум во живо од Меморија. Значи тој таков албум имаше само Џони Штулич. Равно до дна од Life in Кулушич и ја не знам. И од тогаш нема во бивши југословенските простори, а не пак во Македонија, дека некој ќе направи троен LP албум. Од него ќе излезе, од истиот концерт ќе излезе и двојно CD од самиот концерт. И некаде при крајот на годината, овој пат малку, кој ќе речам поскромно, далеку од скромно, некои 6-7 дена ќе правиме изложба кон крајот на годината од сите настапи на Меморија, од сите плакати што биле, од сите наши успеси, и ќе има од 40 годишната од 40 годишната кариера ќе има се и се што, од фотографии преку плакати, артефакти, преку трзалици, палици, преку гитарата моја и сите останати. Ќе пробаме во таа недела, крајот на неделата, сабота, мислам дека ќе биде, сега точниот датум не можам да го кажам, бидејќи се уште се во рана фаза овие припреми, ќе направиме концерт, она што сум го обеќал одамна со сите членови на Меморија кои се живи, и ќе одадеме признание на некои од починатите, како што е Зоци од Меморија, кој прв ја отпеа песната Нена, и мислам дека со тоа ќе се вратиме на изворот, тамо каде што Меморија во суштина почнавме. Тоа сигурно и ти ќе свириш тамо бубањ на Нена, мислам, се надевам. Само ти треба да вежбаш од сега да почнеш, да се вратиш. И малку ќе ми биде, ама добро. Така да, мислам дека преку 30 луѓе што поминале низ Меморија ќе бидат и гости и свирачи на тој концерт. Дејан Миновски е во Франција, Кузмановски е во Хрватска, но со сите сме веќе во контакти, се надевам дека ќе се збереме сите во Дом на млади, во наше време, а сега Младински културен центар. Добро, да се вратиме. Back to the future. Ете, тоа е, значи, ќе има промоција некаде во мај на овој троен LP и CD, а во септември, октомври ќе излезе новиот албум целосен на Меморија со комплетно 10 нови numери, бидејќи ние 5 веќе промовиравме. Ќе има како 9 во суштина ќе бидат новите песни, а 10-та ќе биде Дирлада, која нема ни една студиска верзија до сега, зборам, од новото, и ќе биде во студиска верзија и старата. Ја старата, да. Да, ама сега ќе биде во студиска верзија, да. Со дувачи, со све живи, да. И тоа, бидејќи таа има веќе доживеано преку 8-9 милиона, ќе направиме
некаков дел да можат луѓето да не ја пуштаат живата верзија по свадбите и по веселбите, туку да имаат баш песна која ќе може да ја пуштаат. Едно од највртените, окей, и други numeri, да речеме Оган под звездите, обично меѓутоа баладите се за некои други прилики, ама Дирова велат дека едно од најсвирените не само по тезги, највртените по свадби. Мора добро да сте се опариле и исто. Тоа е се опариле други, ние не. Значи 1600 денара сум земал вкупно. Авторски права од Дирлада, каде што знаат што прави. Па не, можеби не е до знам, можеби е малку до колегите, можеби малку е до не знам. Не пријавуваш, што е проблем. Немам појма, не сум паметен, а знам дека некои други колеги, можем, не знам дали можам така да ги наречам, зимаат по 100.000 евра, но знаете, Меморија никогаш не била бенд кој имал среќа со парите. Меморија имала среќа со публиката, а поголема среќа од таа нема. Кога ќе видите наилјадници од зарени луѓе од дозгора, дека свирите, кога ќе видите дека секој збор што вие сте го напишале пред толку години го пеат, тоа не можат сите оние што ги земале парите да го направат. Така да нема, мислам, никаква лоша мисла во тоа, но би требало некои работи на вистина да се сменат, бидејќи каде и да одат и овие нашите пеачи што одат по Австралија, по Германија, по секаде ги пеат овие наши песни, тоа е така. Нели? Нека име лал, што би се рекло. Добро. Кога ги спомна Австралија и Германија, не е битна диаспората со еден збор. Имаше еден чуден феномен, ама прво ајде да го погледнеме прилогот, па ќе го прокоментираме. Врзан со Меморија, диаспората и тие работи. Ајде, важи. Ајде. Македонските пеачи и групи одат да настапуваат во диаспората, а само за концертите на Меморија, диаспората си доаѓа дома за да ги слушне и види. Оваа фолк пеачка заминува на настапи за Австралија. Познатата македонска фолк група ќе има настапи во Америка и Канада, популарниот македонски поп пеач ќе пее во Германија, нашата поп пеачка викендов ќе пее во ноќен клуб во Швајцарија, се само дел од насловите кои секојдневно можете да ги прочитате во македонските портали или во видна реклама слушате и видите на YouTube, интернет или во некој од електронските медиуми. И не е ништо ниту чудно, ниту не е вообичаено и представниците на нашата потеркот на светската и регионалната естрада да имаат настапи надвор од својата татковина. Така им го проширувате пазарот и популарноста, заработувачката е доволно мрсна. Но како што во секоја област постојат исклучоци, така и во естрадната професија, и за да го потврдат правилото, и за да бидат своевиден феномен кој ги издвојува од другите, зашто некои нешта заслужено одскокнуваат. Најновиот пример со македонската група Меморија и нивниот лански спектакуларен концерт на 16 ноември во арената Борис Трајковски е најдобар пример за кажаното зошто бендот спаѓа во споменатите феномени. Едни од ретките, ако не и единствени. Имено, на Facebook профилот на лидерот на групата Петар Георгиевски Камиказа секојдневно пристигнуваат разни пораки, прашања, коментари, но и нешто кое не е ништо од ова, туку е гест за поклон и кон оној што го направил и кон оние кои се причината за истиот, групата Меморија. Имено, еден нашинец по име и презиме Дејан Јакимовски, кој по потекло е од Битола, а како што вели цела деценија живее и работи во Лондон, специјално за викендот кога беше закажан големиот славенички концерт на Меморија, за себе и целото семејство резервирал авионски билети и купил влезници за концертот, па специјално за тој настан решава да си дојде назад дома во Македонија. Нешто што ретко се гледа и случува, особено ако поводот не е некаква свадба, слава, семејна радост или друг семеен повод, туку рок концерт на македонска група. И, како што ќе рече Георгиевски, човекот не е единствениот, зашто цела група од 10 на 15 нашинци од Германија истото тогаш му го најавиле, а никого од споменатите тој лично не го ни познава. И додека македонските пеачи и групи одат да настапуваат во диаспората, само за концертите на Меморија, диаспората си доаѓа дома за да ги слушне и види. Ете, затоа Меморија е не само естраден исклучок, туку и своевиден македонски музички феномен.
Јас знам дека има и продолжение приказнава, така ли? Да, и таа приказна и многу други од Швајцарија, мислам, имаме едно, ако погледнете по нашите по коментарите што ги имаат оставено во деновите после концертот, има Швајцарија, Германија, Франција, Австрија, значи на неброено многу коментари на луѓе што се собрале со цели фамилии и дошле на концертот во Скопје. И тоа особено ме радува, бидејќи еден од нив, нема да му го споменам името, ме замоли, е Долг Ферман напишано, вика, можам да ти кажам дека сум јас еден од најголемите фанови на Pink Floyd и секогаш ходам на нивните концерти, уживам. Вика, но кога го гледам она, вика, со куќето и со детето што трча на почетокот на концертот на Pink Floyd, ми изгледаше многу убаво, ама не го разбирав. И почетокот беше фрапантно добар, вика, со одгорно светло, вика, со свежи видео. Кога дојдов сега на вашиот концерт, неколку точки се содадоа кај мене во главата и сватив дека вие сте нашата РНК и ДНК. И ја, нели, читам до тука, викам, ако продолжам понатаму, Бог знае што пишува, и човекот вика, бевме 5 души, вика, дојде ни, вика, керките 2, синот, жена ми и јас, сите сме, вика, децата ми се 14, 16, 18, а сопругата има 40, јас имам, вика, 50, и вика, на вистина, вика, сите 5 души на делот од параходот плачевме. Сега, и пак неколку точки. За мене сте подобри од Pink Floyd. Само те молам, не ми го спомнува името, зашто ќе ме сметаат за... Па јас му викам, ќе те сметаат за македонец. За ништо друго. Така му одговорив и не пишав и му ставив само 3 чаши пиво, како се чукаат. Така. Види, тие таму не ја гледале меморија, го гледале Pink Floyd, нема да му веруваат. Да, од прилика. Нема да им... Знаеш, и мене Pink Floyd ми се... Да сите нас пе, значи, едно што сум растал, друго ми се многу добар лајт мотив, Стинг и така натаму, да не ги набројувам тие, но, мене најголем херој, музички ми е Јонче Христовски. И сега ти кажам зашто. Затоа ли Ристо пееше дел од него? Да, например. Ристо исто е голем фан на Јонче Христовски. Ако некој после, што ја знам, ние поминавме 40, уште 60 години помина, 40. Ги пее нашите песни и почна да бидат третирани како народни песни, а да не го знаат авторот, е најголемото азно или богатство. Така. Затоа што обнародените песни остануваат за навек. И како што Тоше Попсимонов кажа, не е тешко да се качиш на врвот. Тешко е да останеш. Од секогаш било тоа така. За некој е тешко и да се качат до душа, ама еве да подношение не може да дојдат, ама седно, ама да се биде долго на врвот или при врвот, толку години или деценија научна фантастика за многумина. Јас 2017 година, се навратиме на првиот камбек што го направивме, бев најголем оптимист од сите. Другите беа со голема скепса дека ајде бе ова, ама нели, некако се договоривме дека ќе го тераме. И првиот дел од концертот издобилуваше со песни кои во почетокот кога ги правевме сите тие албуми, немаа толку голема популарност. На моје големо изненадување, сите песни публиката ги пееше од почеток до крај. И јас знам, се сеќавам после, пред да почне Оган под звездите, кажав, до сега чим пеевте, од сега ќе бидете најголемиот хор во Македонија, бидејќи почнува Оган под звездите, не на и сите овие големи хитови што ние веќе сметавме дека оставиле траен белек и тоа ни даде подстрек да размислуваме за понатаму. Добро, ја ќе замолам сега да погледнеме некои фотографии, ќе ги коментираме од прилогот број 3, иако е втор поред. Меморија колку и да е 40 години на сцената, велат, вие сте за постара публика, не сте за... Возрастните обично не киснат на социјалните мрежи, ама резултатите покажуваат нешто друго, дека и тоа како има млади фанови и следбеници на социјалните мрежи. Тоа е еден феномен меморија, значи самата по себе, бидејќи ни јас не знам како е тоа создадено, на нашите концерти доаѓаат цели фамилии. А
попатно направивме еден 3 генерации што ви рече. 3-4. Значи попатно доаѓаат деца, значи за кои сметав дека воопшто не би требало да имаат интерес. Ние направивме еден опит музички и од неколку школи, у една школа фактички во Штип, кога го правивме концертот, направивме покана и дојдоа 50 на деца од средното музичко училиште во Штип, од кои сигурно 90% немале поима за меморија. И по концертот, значи, заедно со нивниот наставник, професор Тоше, кога беше Скопскиот концерт, викаат, ние пак ќе дојдеме. И викам, ајде да не бидат само тие, земавме уште некој дел од ученици од Тетово, средно музичко училиште, не дојдоа, за жал, но дојдоа кочанчани и така да 50 до 100 луѓе беа гости на нашите концерти, кои утре ќе биде фактички нивата која е ископана само треба и посејана, само треба да никне. Само сега треба да никне. Да, и тоа треба да биде некаков патоказ дека секогаш треба да им дадете на младите да видат како таа наша генерација во времето се забавувала и генерациите по нас, затоа што никој не успеал да направи да верува во она што македонската рок-н-рол сцена нудела тогаш, сега, ама и во иднина. Ја би само следната фотографија, ако може да ја видиме. Написите одекот, јас го работев пиарот, нескромно се похвалам и знам дека немаше еден, ама буквално еден текст кој критики се сите, ама сите беа позитивни критики, не само позитивни, туку беа на ниво на рекламни малтене текстови заради тоа што немаше забелешка да се најде на концертот. Меѓутоа, кога ги споменуваш и генерациите и помладите, постарите, сакам да те прашам, имаш, човек си и семеен кој имаш и семејство и своји наследници, не успеа никого да убедиш да влезе у музичките води. Види се, Христијан свири за по дома и за журки. Христијан е многу спремен, заедно со сватот Иво. И кога ги правиме семејните забави, значи семејна хармонија. Значи имаме, ја понекогаш ќе им се уклучам чисто као, нели, дека ете, ја нешто знам, али не можам со нив да се такмичам, они имаат големо познавање на еден куп бивши југословенски, македонски изворни народни песни. И само својот. И јас од време на време по 2-3 ке, колку да не остане безични, или за пршката да ја направам, или крајот да го дадам на целите тие дружби. И едноставно никогаш не треба со сила нешто да правите. Значи, ако го влече. Ако го влече, ќе го свири. Ево, он свири гитара, он најбавата гитара што ја имав, му ја поклонив денот кога зборувам за Ямаха акустична, која звучи како харфа, му ја поклонив за рогенден и сега и свири на внука ми, на мојата најголема радост на Нина. И се надевам дека може преку едно колено ќе фати како се. Па сега сите овие гитари што ги имам сигурно ќе фатат некои колена. Се надевам дека тоа ќе остане во семејно наследство, како што оставале некои петолирки златни, кај мене ќе останат гитарите и точаците. Тоа ќе биде наследството. Добро, Христина ќерката е у семејниот бизнис, ама не ќерка ми како музичар. Ќерка ми сами знаат сите оние што биле дел од овие концерти, ја превзема заедно со Бошко Мангаровски комплетната организација на концертите на меморија. Убаво се развива. Јас оваа година нели влегувам во 65-та година. Се надевам дека уште Переде пензија останува фирмата на. Па да, кога си во приватен бизнис ретко кога можеш да отидеш во трајна пензија, но голем дел товарот и се останато во иднина паѓа врз советник ќе бидеш после. Па советодавно тело конечно. Нели овие тука стануваат обично советници по многу порано. Значи ако сакаш нешто да не работиш, ќе станеш советник. Зашо ќе го советуваш тој што знае се? Не знам како, ама ајте. Едноставно она навистина многу добро ја превзима целата одговорност околу компанијата. Тони, околу публиката уште нешто да кажам. Голема чест
на овој концерт ми беше, бидејќи ми се јави генералниот директор Тихомир Илиевски, некогашниот, дека керката купила карти за фанпит, бидејќи тие биле најскапи, ама кога сватиле дека треба да седат 3 сата на нозе, ми се јавува и викам, директоре, абе не сум ти директор, чекај сега да те замолам нешто, кажи, вика, абе со денки, вика, имаме купено и со циги карти, вика, ама дали можеме да ги замениме со седење? Попатно можам да ти кажам дека беше на тој концерт Јанеко Џовашија, мојот главен одговорник, заедно со својата сопруга Ружица, иначе автор на продукцијата, иначе автор на Дал да плачам или да пеам, од Бизбес. На легендарната песна. Да, сега за жал почина Коце Икономов, еден од основачите на тој состав. Еден од последните члени уште тапанарот остана до. Да, и едноставно многу е добро што поврзуваме луѓе кои биле историја на македонската музика, генерациите кои се отприлика наша генерација и овие младиве. Значи тоа е такво едно богатство, такво едно азно да на крајот од денот секогаш да имам уште поголем мотив да продолжам, додека ме држат нозете, паметот и здравието, се надевам дека и сите овие останати во бендот ќе биде тоа, дека ќе правиме уште некои поголеми работи. Добро, импресиите беа и коментарите беа и на следниот слайд, ако може да одиме, една од македонските легенди и радиоводителски и новинарски Драган Басоточка Костич, наш заеднички пријател, е еден од коментарите кој вели кога обично стручњаците се критични во тоа, знаат да ти најдат влакново јајце, што се вели, ама овде дефинитивно немаше забелешки. Може да ги листаме слайдовите, да видиме уште нешто што ова се твоите лични импресии, ако точно гледам. Ден-два по концертот. Точно. Денес е бањата, и тоа утринскиот. Да, значи 16 беше концертот, тек на 18 се бањав. Значи таква една емоција што се залепи за мене овој пат и за сите нас, такво едно задоволство што ни го направи публиката, како што ние се трудев. Знаете, многу ретко кој 3 часа свири на концерти. Значи ние 3 сати и 5 минути, 3 часа и 5 минути свиревме и по прв пат, после овие 3 големи камбека, сите се чувствувавме како да сакаме уште малце да посвириме. Дека ќе почнеме. Тоа само што заврши. Не се исцедивме, него таа една енергија што ја примивме од публиката и овие нови лица што се во меморија направија да тоа биде празник за душата за сите. Така. Сега мора да ми го прокоментираш. Пред, не знам, неколку месеци осамна и билборди по Скопје, а сега осамна повици и написи по медиумите дека ВМРО Народна партија на Љупчо Ѓоргиевски повикува на бойкот на српска музика. Значи не на регионалните звезди, не хрвати, не бугари, не црногорци, не грци, само српска музика да не се свири и пее во Македонија. Интересно е тоа што јас го споив со овој твој коментар, а не е коментар, туку е јавен повик пред концертот на Меморија. Ако веќе сте толку голем патриота, негде најдов и на социјалните мрежи да вели, немој да забрануваш, стимулирај го и помогни го нашето, наместо да го забрануваш туѓото. И ова е некако во тој контекст, кај што му предложи да купи одредена сума на билети, значи од средно богатиот бизнисмен. Не му го мерам богатството, ујапа знае подобро веројатно кој колку данок плаќа, ама генерално не се некоја, не знам каква сума на пари, а тие билети ќе беа поделени хуманитарно или ако има толку члена во партијата. Па не на семејството, има, не знам, да е некој на друго или на тоа место, може некакви училишта, специјални ранливи категории и така натаму, да не навлегуваме. Се озвали на повикот. Беше ли барем, ако не 200, некоја карта купен? Не само што не се озва, него продолжи понатаму да прави циркузи во кои кажува дека сите ние сме македонски бугари. Еве јас
официјално да ви кажам, ниту сум македонски бугарин, ниту некогаш сум бил македонски бугарин, некој татко ми кој почина на 97 години имал врска со. Ние имаме семејни врски со македонци од Егејска Македонија, бежанци што се во Бугарија, кои били и пуковници, све живи дива, ама тоа се македонци. Значи, затоа на меморија на сите наши песни има Made in Macedonian. Да се знае, утре може ќе земат со гумичка, ќе бришат како сега шахтите што сакаат да ги избришат, ама тоа ќе остане кодирано. Воден жик. Значи, ќе остане кодирано. Мене ми е тоа индикативно. Ако си толку добар, пробај да се тркаш со тие што доаѓаат од надвор. Пробај да направиш да подобро. Зашто би ги забранил? Пошто нема да имаш со кого да се мериш. Ако е така. Сите овие нашите другите не ни даваат. Еве да ви кажам дека овој концерт на меморија нема никаква поддршка од државата. Не само што нема поддршка, ние самите го плативме ДДВ-то кој е над 15.000 евра на државата. Што да речеме, некои што доаѓаат од надвор не го прават. На пример, значи никој од надвор што доаѓа не плаќа никаков данок. Во државата што е апсурд. Но парите во кеш си ги изнесуваат. Да, но апсурдот не значи дека вие треба да се откажете од тоа да бидете подобар и уште подобар. Значи апсурди милион постојат во живењето. Јас веќе во оваа 65-та година толку апсурди изживеав. Ако се откажев на првите, до сега ништо од ова што го гледавте нема да видите. Добро. Сега тука би го закружил овој дел фазата за меморија. Во најавата прочитав и кажав дека си човек кој е мултимедијална личност, по што се вели по вокација или по едукација, ако сакаш, дипломиран актер. Човек кој испоменав дека намерно или случајно институциите кои се од областа на театарот не го препознаа потенцијалот, па мораше да заминеш. Ајде да почнам со првиот дел. Проба ли да играш во македонскиот театар Перо? Што се случи? Проба ли некој беше и на аудиции? Не знам како. Многу добра констатација е тоа дека јас бев личен пријател со Ристо Шишков, Господа го прости. За да не именувам што јас имам преку 500 представи одиграв во Суботичкиот народен театар. Ама тоа е таму, а не овде. Значи, ама таму отидов затоа што мојот професор Владимир Милчин, иначе долгогодишен директор на СОРОС, каже дека во Македонија за мене нема да има никакво место. Како глумец, бидејќи на дипломска представа јас изменив некои парчиња од неговата режија во која ја играв. И ја не сочекав многу долго да патам, нели? Тука отидов за Суботица и играв со Раде Шербеџија, со Криво Капиć, со Сонја Савиć, со Ана Костовска, нашата најдобра лавинија во тоа време во Европа, заедно во Титус Андронику со Раде Шербеџија. Таму останав 5 години, формирав изворедна театарска кариера. Љубиша Ристич е контактот е Ана Костовска. Ана Костовска од нашата класа во која јас студирав, повлече прво Љупчо Бреслиски, Ванчо Џошевски и уште пар, за на крај ја да им се приклучам тамо. Нели, ама мене како што ме дал Господ, Љубиша во брзо време виде дека можам многу брзо да учам, бидејќи кога влегувавме ние во војска, да не се враќаме назад, во таа единица кај што бев ја има скоро сите високо IQ, нели? Што си бил тој специјалец? Па, специјалец, да. Ама во ЈНА. Значи, во ЈНА, од 23 милиона во 120 најелитна единица во одбраната на тогашна Југославија. И почнав, како нема да дојде некој глумец во Суботички театар, така Перо го менја, Криво Капиć, така Перо го менја. Златна резерва се вика. Ама Златна резерва за представи кои траат 3 сата, и еден раритет. Се сериозни, па. Да, еден раритет во Суботица, дека игравме, јас го сникав Марика лета со авион во Струмица со Борис Дамовски, ТВ филмот. И ми се ова Данка и вика, знаеш што, вика нема да дојде Кајо Цветковиќ да игра оваа година, вика снима некоја серија, вика ти ќе го играш, вика во Владимири главниот лик. Тоа е мюзикал од 3,5 сати. Викам чекај. Јас му викам од таа представа бас гитара свирам, му викам во оркестарот, не, знаеш, не, вика еве сега по телефакс, тогаш немаше нели вакви медиуми, ќе ти го пратим. И сега најдете 100 и кусур страни представа пратена. И му викам, добро, и кога ова ќе биде? Вика, за 2 недели во Сараево играме. Вика,
Викам, чекај, ама проба кај ќе правиме. Вика, Раде Шербеджија ќе дојде, вика, пред тоа, вика, бидејќи имате голем дел од сцените со него, вика, 2 дена ќе направи. Му викам, како ви за 2 дена ќе после, му викам, Љубиша ќе дојде, вика, на ден пред представата, вика, за да ако има нешто проба, да. И што ми звучеше све, нели, тотално исчашено. И отидов, нели, стигнав во Сараево, Раде Шербеджија се појави, ама беше во доста весела ситуација. И ми викам, знаеш све ти шта има тоа да пробамо ја и ти, да направиме представу како валја. Викам, Раде, дај бе, викам, текстот ќе имаме диалози, варно да ги појме. То ćemo сутра. Викам, сутра, поподне, касно е генерална проба за наступ. Ми ćemo пред тога, најмање 2 сата. И нормално, Раде не се појави. Во хотел соба, не, ме викна и отидовме кај Горан Бреговиќ, дома. И тоа мене уште поише ми значеше, ама таков страф ми има добиено, бидејќи стварно сериозна представа. Имаше кексови? Сега ти кажам што е тоа инстинкт како може да те одбрани од целата работа. И останаме кај Бреговиќ, у 5, у 6 доаѓаме, правиме генерална проба саат време, некои парчиња тука пробуеме, ми врие во крвта, не знам како тоа ќе изгледа целото, пошто има и играње, и пеење, и све живо и диво. Доаѓаме ваквото и во први ред наредени. Емир Кустурица, Адемир Кеновиќ, Бреговиќ, најврвни лик, Бабо, значи нема све први ред, елита. Значи елита. И како скокам јас од згора, така демек носам некои девојки на прослава во таа представа. Ми текне еден трик, дека тамо каде што не можам лички да говорам баш како што треба, го вртам малце на ромски. Ајде, барав прав збор да не кажам на цигански, нели не така уве. И публиката почна да го прима таа фрлена позитивна ракавица и на секој од тие реплики реагираше многу добро. Така да целата представа од 3 и кустур сати ја изигравме, ама раритет е тоа дека после пола сат игравме уште една представа иста од 3,5 сати. Ја му викам, Љубише, ти ниси нормално што мали, па ти си бољи од Цветковиќева. Вика, па ти играј ово, шта имам да долази из Загреба. А викам, човече, 2 кила 3 ама ставам. Па супер ти стои. Гениален за многу работа. Да, и многу интересно изигравме уште втора, па после тоа другиот ден бевме на па имав големи почести од овие колегиве, дека сум бил многу добар. За нешто и викам и ова како панк бендот што беше фол јазик, ја немам појма у што влегувам. Разбираш, на крај тоа излезе дека сум знаел и тоа. И многу битна работа во Скопје доаѓам исто и не доаѓа Кривокапич кој го игра Мане Мачков, началникот на бугарската полиција. Му викам, Љубиша, вика, сад ќе играш началникот. Љубиша, немој бе у Скопје. Бугари у Скопје. Абе бугари у Скопје ќе се газат од смеење сите, му викам. Само што ќе кажам 2 збора, нема да имаш представа. Да. Абе ајде, немој прича сад ти све тоа радиш како валја, ајде да играј. Да, викам и стварно. Доаѓам во Скопје и сега циганче као наводно седи и ми ги чисти кондурите, ја го прашувам каде се намира Мирчацев. И само што ја кажувам репликата, у Куршумлијан беше представата, у Сулијан, сите паѓаат мртви, значи нема шанси, 10 минута се гази публиката од смее. Ја како гледам преку пут Љубише и ми вика, викам како гледај? И таман се смири малце публиката, ја повторувам каде се намира Мирчацев. И така овие продолжаваа да се смеат. И таа сцена ја правиме Љубише и прави кат. Ама во втората сцена после тоа јас го тепам Раде Шербеджија со кајш, ама во стробо. Се гаси па го тепам. Се гаси па. Ја го тепам Раде, овие се смеат. И ослобоđenje Скопје представата отиде у мајчину, затоа што Љубише не ме послуша дека се може, ама некои работи не можат. Емануел Мане Мачков никако. Не може, ама поготово не Перок ми газа. Значи си го играше Кривокапич, тоа немаше, тоа ќе беше апсолутно брилјантно. Он брилјантно играше во таа представа. И после тоа во Котор бевме, вика овде те не познају. Абе, викам овдека што сакаш ќе играм, викам. Па не долази ни Неджо, вика не долази ни Кривокапич. Значи таму играв двајца, 2 улоги, едниот загинува, го утепуваат, се пресоблакам, станем началник, така да навистина имав убав период од 5 години, значи секој е зло за добро. После тоа се, нели,
се Добро, ајде да те прашам вака. Се врати од Суботица и сега по логиката на нештата, ако играш у НБА, нема логика да не те примат у МЗТ или работнички. Зошто не во театар пак тука? Ете така, значи по Мексико, по Австралија, по цел свет игравме со тој театар, 600 представи имав на репертоар и се враќам нормално, си ја земав данче за сопруга, си направив убава свадба. После свадбата наредниот ден игра веќе представа во Белград, кај Љубиша Ристич и викам на Љубиша, барај некој замени за сите овие мои 11 представи, јас ќе се вратам во Македонија. И му викам, бидејќи, земја и данче дојди тука она, викам, тоа нема, нисам шанси, толку е ова. Од нас навистина големо искуство и доаѓам во Македонски народен театар. Пред тоа го видов Шишков, викам имам ке директоров, му викам, вика да пробам да ме примат на работа. Да дај Господа не те примат. Што му викам, ајде немој таква клетва сега пред рука да ми збориш. И отидов горе и вака, вика баш ми е драго, колега, вамо тамо. Тоа е Господа го прости Љупчо Петрушевски. Значи и ми вика, ние како совет, вика, бидејќи ти поднесе, вика, барање за прием, вика, разгледавме и 2 години ќе треба да дојдеш да статираш, да видиме дали го владееш нашиот мајчин јазик. И сега го гледам вака. Му викам, Љупчо, јас играв во Трзвија Скопје, Мари Кредосов, Јован Пикасо, сите научници ги изредивме, му викам, значи во овој период од 5 години одиграв, му викам, еден куп македонските серии, филми, викам, аце непримерна ме удат, види, извини, тоа е одлука, вика, на советот, ако сакаш прифати, ако сакаш не прифаќај, и ја го гледам вака очи, ти дав да играш мртов германец, му викам, да се видиш у кадар, му викам, ти благодарам многу, ај чао. И се симнав доле, на ристом, викам, не ме прими ово, изгледа, вика, сум требал да учам на македонски. Тука те чекав. Тука просечни не проаѓаат. Бегај од тука, ќе те уништат, види што направи од мене. Ај сега части водка. Бев вџашен, не можев да верувам дека од тој момент прекина мојата жалба за актерска кариера и ја формирав меморија и како што е Господ никој не е, сосема случајна средба со Јане Гоџобашија, вика сакам да земам некој млад човек, и ме гледа мене, вика да ми биде уредник на зална редакција, вика кај што јас станувам сега одговорен уредник. Му викам добро, кој на пример? Му вика ти. Ти на пример. Ама викам чекај, јас сум глумец како е таму се Џамбазов таму. Да. Таков ми треба. Веројатно со менаџерски способности. И се размислав еден ден, викам хајде може така требало да биде. И навистина тамо отидовме, во почетокот имаше малку трзавици, Чичко Џамбаз беше малце како тоа сега актер ќе биде нели одговорен уредник на зална редакција, директор на продукција и така натаму. За да после 2-3 месеца од кога многу работи се наместија, де факто го возобновивме танцовиот оркестар, многу брзо го возобновивме ревискиот оркестар. Па во делот каде што де факто припаѓам во субкултурата, снимивме преку 160 изданија. Де факто целото азно од тоа време ден денеска е резултат на ова што го имаме како некаква оставштина благодарение на тоа време. Споменав ево најавата, тогаш да, своите први дискографски чеда ги направија и Јареа, и Зијан, и еден куп. И Архангел, Јаков Дренковски. Да, еден куп. Господа го прости, Канго од Кочани, значи беше многу сеопфатна таа. Санаториум, не знам. Да, тоа за санаториум е многу интересен податок. Мате Груевски вика дај да ги чујаме. Ja му викам, ова е уште у фаза на ремикс, не може да ги слушаме, а колегум имаме ние, Јане Гоџобашија и тројца уредници на редакции, така се потпишува изданијата. Треба да има мнозинство за да, нели? Speed metal. Да. И после Ристо Аврамовски, Господа го прости исто, вика, да видиме умотот како. Тоа му викам, е во тотална разработка и е. И Јане ме гледа вака, збунето, не знае зашто со овие други изданија, нели, секогаш, сум ги дал, нели? Значи, што беше трикот? Санаториум има дете со вариола вера. Вариола вера на лицето. На лицето со сликата, а друга ако ги чуја нема шанси да поминат. Значи, тип на музика на вакви луѓе. Да, и после Јане го натерав да се потпишеме ја и он, па
некако и Мате Груевски го убедивме и така Санаториум сними, не беше снимен албумот, ама излезе касета од Санаториум. Значи, секогаш кога сакате да спроведете одредена работа, добро, има секогаш има начин како да го направите тоа ако сакате. И ќе кажам, например, за Ареа, ме потсети Брчиовски сега на концертот која ни беа гости сега на нашиот концерт. Вика, тогаш вика, знаеш ти кажавме дека пари за автобус немаме, вика, и вика ти направи, вика, ни подпишаа налози. А ја што направив? Уствари кога кажаа дека немаат пари да се вратат, ќе се да смијаде. Значи наредниот ден кога останаа на Јане Којџевашија му ставив 2 патни налога по 600 динара. И во сите купишта на документи он ги подпише тие налози, така Ареа си се вратија дома. Значи има такви милион ситуации. Не беа само оние кои денес се познати и веќе легендарни бендови македонски изведувачи. Она изворното фолклорно наследство кое беше со години, беше добра прилика и можност и ја искористивте да се дигитализира за да остане. И спомнах ја најавата и Сариевски, и Бадев, и Добри Ставревски, Анка Гиева. Едно десетина и тоа ексклузивни 13 изданија во ДА Соника, што сега у суштина се штампаат и плочите и CD-то на меморија. Значи јас останав на тоа кај што е high-end да штампам и тоа што ќе биде оставштина во македонската музика, поготово таму кај што сум бил јас присутен да биде и луксузни пакувања и тие остана. И тие не само што останаа, него ги дигитализиравме. Можеа да згаснат, бидејќи голем дел од македонската фонотека веќе ја нема. Значи голем дел од македонското музичко наследство на трајање се ронат, се трошат. И не се дигитализирани, ова е све дигитализирано и све е влезено во програма. Некој намерно ги снемува, слушам. Например, оној мрсникот од Бугарија Слави Трифунов ја има подпишано македонско девојче за негово авторско дело. Тоа е, мислам, таков мајмунлук да кражба на столетието. Имаат многу такви работи, значи пеат песни од Војо Стојановски лево десно, ама ова е еклатантен пример на идиотштина. Да, и еклатантен пример на идиотштина, ама да не ги коментираме, тоа ја се за жалење ситуации. Сега, сакам друго да те прашам. Перо кога ми каза го знаат како... Извини, ова морам да ти кажам зошто овие ги направив. Добри Ставревски, во една мајца излитена дојде по апостолки. Влегува во ваквото и вика, чека, добри, што е? Вика, дојдов хонорарот да си го земам од 700 динара. Изгледаше многу благоречено непријатно. Значи, му викам, зашто па вика снимав за телевизија, вика, и вика, знаеш, многу лоша ситуација со финансиска. Викам, ајде дојде кај мене у канцеларија, се јавив кај овие од сметководство, вика, тие пари не се стигнати уште. Му викам, може ти да поседиш тука, му викам, јас да отидам да ти ги донесам парите? Може, ама да ми нарачаш нешто да пијам. Што сакаш ми да пиеш? Ракија, му викам, ракија не можам да ти дадам. Тек нека кај Јане имаше од време на време некој виски, се моташ ми виски, може. И отидов до кај Јане Којџевашија, земав флашата, му турив виски и отидов до банката што ни беше во телевизија. Во телевизија, не во банката, во не, она што беше за новини продавање за цигари. Имаше трафика една. Тоа беше првата солуција, ако не ми дала ќе одев кај овие во бифето и во ми го заменија чекот, земан сменив 2 чека. Му ги дадов 700 динари на Чичко Добри Ставревски и цврсто во себе решив дека ќе направам се што е во моја можност во тој момент да ги сочуваме тие македонски легенди, па мислам дека после тоа некој после 2-3 недели си почина. Господа го прости. Тоа беше иницијалната каписла зашто овие 13 изданија излегува во тогашна македонска радио телевизија, со која сега и ден денеска се гордеат сите. Бе и остана. Сега сите знаат дека Перо е рокер, дека свирал по многу бендови, песните ги знаат, од Нена Оган до звездите па до последниве, за тебе и останатите, ама за тебе не знаат, или младиве не знаат, или малкумина знаат и од возрастите, дека
си човек кој има напишано, преска спомна и музика за театарски представи, музика за еден куп театарски представи, и за ТВ филмови, серии и како се вели ТВ драми. И пред некој ден вече издам дека копајќи по некакви архиви, самим си значуди што све има таму снимено, што е видов и јавно дека бараш да се тоа префрли од еден формат во друг за да не пропадне, да се дигитализира. Јас како фирма имаме 3 дата, сите не работат веќе. Тоа неќе не се употребува како формат. Да, и дома сосема случајно во една голема кутија најдов едно 30-40 дата. И се мали тие се мали касети, уште некои флопи дискови, уште некои чуда што поима немам што има на нив. Толку сум бил немарен, бидејќи сум творел цело време, ништо не сум напишал што е. Кој е што е. Во еден момент мислев дека бумбари серијата дека никогаш нема да го најдам снимениот материјал. Саундтракот, тоа е стварно нешто што направија и овие глумци во тоа време, сите што бе помладава генерација. Панкерска форма. Да, панкерска, од пак Господа го прости на Малиот Шишков, преку Тони Михајловски, преку Јелена Жугич, преку Трајче од Кочаните, и тој е починат. Значи, навистина една плејада на глумци што беа генерација после мене. Заедно со Горан Тренчевски направивме изворедна серија. И секако го најдов датот, пишав само некој да има дат што работи да ми го даде. И се јавија 3-4, Цвиц, бубњарот од нова генерација, и Лауда од Тетово, ми дадоа датови, и ако почнавме да префрламе музиките, почнав да се потсеќам дека сум работел Леон Силена во во Струмички театар музика, дека сум работел Зора на истокот за Ацо Алексов во Македонски народен театар, дека сум работел Дисциплинска мерка за Владимир Милчи, ама тоа е у студентски денови, значи тоа сум го сочувал. Сум работел за Горан Тренчевски опера за 3 гроша или питачка опрема во Драмски театар, 30 години од постоење на Драмски театар. Имаше нешто чочо сам што. Тоа е почетокот. Сега се одиме назад, а у суштина Меморија е бенд кој се состави по барање на Бранко Ставрев да правиме музика за неговата театарски музички спектакл со оперски и со глумачки и драмски елементи. Така и Меморија почна да работи во почетокот. Таја, кога видов какво море од музика сум правил, викам, кој човек ова го правил целото? Значи, па го барав Горан Тренчевски да ми каже дали е ова Леон Силена, дали е ова Зора на истокот, кој... Си заборал за која представа, која музика? Која музика си направил? И Гора на моја среќа памти како многу подобро од мене и дојде и сега ги поделивме работите. Се надевам дека во некое догледно време и тие ќе влезат на некакво издание, бидејќи навистина има музика која исто е вековито направена тамо. Во представи поготово таа на Зора на истокот на Ацо Алексов, навистина сум се дал. 5-6 пати си ги слушав со свените работи што сум ги пишал во тоа време и сум дури јас самиот изненаден од себе си. И за Трзвија Скопје, сам ме спомнав. Трзвија Скопје, Богдан Попѓорчев, после не се делеше од мене и во музика, наредниот ТВ филм, ТВ Поштар што го снимаше, Поштар, пак му правев музика, Господа го прости, тоа е човек заедно со Горан Тренчевски и со Ацо Алексов кој веруваа во мене дека сум за се возможен лик, а благодарење на се е тоа дека Петре Мандреевски им зборуваше. Овој море што да му даеш вика, трева ќе никни вика. На друг вика, куколј ќе никни вика, на овој трева ќе никни. А му викам, Петре, ние македонците сме, му викам, троскот, море, ти не си македонец, ти си македончиште. Така знаеше да каже. Сполај му е. Да, легенда и беше, да, уредник на драмска редакција е. Не само голем писател, туку и људино. Има многу убави моменти со него во бившата пицерија на тогашен дом на млади, кај Јаковче на стара железничка станица, кај во клуб на писатели, кај Јоле, тоа беа неверојатни дружби. Јас сум производ нивни, у суштина. Никогаш не си се дружил помалку со својата генерација и овие повеќе со повозрастни. Па да, значи има некои луѓе, Душко Родев на пример, многу добар писател, ама не остави таква трага. Мето, па што ја знам, Васил Пујовски.
извореден писател на детски, али и на возрастни. Масевски Димитар, мојот старосват, работеше цело време со него песни и од него остана Никола, значи многу, Ангела и така натаму, значи тоа беа една генерација на многу успешни музички дејци, ама и луѓе пред се. Да, апсолутно. Бев дел ја од таа историја, работев и јас во тоаш во МТ и јасно ми е за кои луѓе зборуваш, иако по младија генерации веројатно нема кој да им го приближи. Па еве, да се потрудиме ние да им кажеме дека тие постоеле. Значи, не само што постоеле, него тие се основата, базата на македонската култура. И музичка и писателска. Сега кога зборувавме дека си човек кој е мултимедијален и не е само музиката во прашање и актерството, второ лице или второ име за Пере Камиказа е спортски дух, здраво тело, здрав дух, ама човек како сега кажеш, добре, што е тој фудбалер, кошаркар, што пинг-понгар, атлетичар, гимнастичар, велосипедист, моторџија, треба му кажеш ама све по нешто. Иако не си се бавил со овие колективните спортови многу, повеќе си по индивидуалните спортови што Па да знам ја дека дали ке те решиме или ке ме решише, така отприлика било. Слушај, стои она дека Камиказа е од гимнастика. Од гимнастиката. Да, уште. Значи имаше две приказни како го добил Перо Прекорот, едната е дека е од овој времето на раната младост кога бил гимнастичар во тогашното спортско друштво Партизан, така беше, нели? И ќе ја раскажеш приказната, заради една екзибиција, условно речено, па ја го добил Прекорот, а вториот е ураните свирачки денови или ураната во гимназија Никола Карев, дека пробал да рипне или се струпули во сцена, па летал публика кој Камиказа. Едно од двете, ама ќе да е ова прво. Ајде да вратиме ова сега последната што ја кажа. Многу е смешно тоа дека се рипнал во публика, бидејќи тогаш свиревме во Никола Карев гимназија, ја решив да правам со бендот што ни беше гимназиски концерт. Ама немавме разлаз. И тогаш ни даде разлаз да воли Мики Јовановски Џафер. Сега, како можам да рипнам, бидејќи ние продававме вкупно 5 карти. Знаеш, колку се абсурдни прикази, значи сите 5 луѓе во холот во тогашна гимназија, 6 беше Џафер и ние 6 души горе качени на бината, да рипнам во нешто што го нема. Значи на Џафер се сеќавам дека му останавме должни, му викам друже, јас ќе идам, имам пари за одмор собрано да ти дам, му викам за разласо, вика мали, живеј. Вика нема потреба, вика гледам колку беше пуно, вика, па му ги товаривме, тогаш Форд имаше еден Џафер кутиите, упомогневме до дома да ги стовари, бар човекот да не се грба и ако ништо друго. Значи оваа приказна еве, така е отприлика гимназиската, а таа со Јове Јованов, иначе професор на психомоторика, сега во пензија, мој добар пријател и ден денеска. Бев на државно првенство и скокав југословенско и скокав прескок. И добив оценка 9.8 и бев прв. И мене ме фати Јанза, дете бе, како да ти кажам, 12 години, ме фати Јанза, викам зашто не ми пишат 10-ка кога направи, значи дури ниво во Јапонија не скока деца на таа возраст таков премет со штрауба прескок на конј во должина стар. И ме фати Јанза, викам за 10 ка кирипа. Јове вика бе вратило имаш, уствари партер имаш и разбој, немој да се глупираш, човече божи, вика чувај снага за овие, двете вика веќе сме со овие поени како што стојат, веќе сме трети во Југославија. Викам Јове нема шанси, викам ќе скокам за 10, иначе ќе правам нарочно грешки во друго. Скокај, крши се и си, и стварно скокнав и скрши две ребра. Ја тогаш си Камиказа. И сега овие, Јове Јованов, значи тоа е официјалниот куме, професорот по психомоторика на факултет за физичка култура. И ја бе како Камиказа си, како ќе правиме сега, што ќе правиме, и јас стварно не осеќав уште вруќ бев, ама не можев да дадам максимум од себе на овие другите две справи, наместо да добијам што ја знам 9-2 или 9-4, зашто тоа не беа мои справи. Добив 8-8 на едната, а 7-6 на другата и така ние станавме четврти.
Пад на рейтингот заради инајот твој. Заради мојот И 200 ревра. дечи инајот. И јове почна како камиказа, си види што направил она. И после 2 дена ме бандажира. Никогаш повеќе не станав гимнастичар, бидејќи 17 сантиметри цели пораснав во тие 3 месеца дека не тренирав гимнастика. Де факто висината што денеска ја имам, е висината што ја добив измеѓу 6 и 7 делење. Значи сите хормонски ситуации ми се десија во тој момент. Знаете, кога си од 1,70 па на 1,82-3, 13-15 сантиметра кои ќе отидете горе, е драматично различно. Пробав да работам штрихови на кои се рачи, ништо не ми успеваше. Ама после тоа после влегов во сите борилачки спортови, во сите други спортови и многу интересна работа, никогаш во живот не сум сакал должини. Значи во времето кога бев пионерски првак во Македонија на 60, 100 и 200 метра, значи ги држев сите тие државни рекорди во делот на осмолетки во Македонија. Трчање и пливање, што? Во трчање. За пливање посебна приказна. Тоа таква смешна ситуација сум немал друг пат, тоа е најсмешниот мој момент. Кај единствено кога сум се откажал, ќе го коментирам и тоа. И си бил првак на 60. Не тера, бидејќи бев првак, па отидов во работнички и Чедиковски тренерот вика, супер си, вика, ама сега секоја среда ќе правиме должина. Што е тоа должина? Вика, ќе трчаме од тука до позади Зајчев рид и тамо ќе правиме. Тој кај Зајчев рид му викаме. Ти си будала, му викаме, ја трчам 50 метра, 100. 50, 100, 200. После тоа што ме става, у гимназија трчаме 400 и 800, никад немаше да иде. Ја трчам колку ми држи душата. Таков менталитет, ментален склоп сум правил. Тоа не 400, 800, тоа било драма. И заради тоа што почна уведоа редовен дужински тренинг, јас откажав од атлетика. И никогаш не ги повторив резултатите што беа на тие олимписки игри во школите, во осмолетката. А со пливањето? И после тоа се враќав, гледав кајак. Викам, пове бољи спорт бе од ова, видиш убаво си веслаат луѓето езерца, джиджи, станав кајакар. Све што ќе види сака да пробам. Да, станав кајакар, ама нешто е чудо. Чудо е дека секаде покажувам некакви резултати кои се чудни за целата приказна, ама во кајак не покажав резултат толку колку што покажав храброст. Имено, јас веслав К1, К1 е ова. Так. C1 е ова, Так. а C2 едниот весла вака, а другиот вака. И јас бев на светското првенство во матка носач на ливчиња. Тоа значи од судија до судија. Имаше капи и носиме ливчиња. Добро. И тогаш даваа 500 динара, тоа беше големи пари, бидејќи светско првенство беше, и сите што бевме кајакари, нели? Што прифативме, работевме како носачи на ливчиња. Арно, ама Имер од тогашниот наш клуб Моше Пијаде доби висока температура, а он беше во пакет со Џоре од Ласта. Так. Со Тоше, извини. И Патлја вика, кај глупо се да откажуваме, тој мојот тренер, глупо е да откажуваме, вика екипа, викни го Пјеро, вика може ќе прифати. Вика Пјеро нема 16 години, вика оѓо, ај што те гајле, гледа како изгледа, вика, крупен, вика, гајле нема, ќе го пишеме што сака ќе му пише, кој ќе знаат од овие, вика, ние сме организатори. И доаѓаат ме прашуваат, C2 ќе веслаш? Никад не сум веслал C2, какво веслање? Ај размисли малце, вика, Имер не доаѓа, вика, Тоше, вика, напред, вика, ти од позади ќе веслаш, вика, C1 си пробал, нели? Дека C1 се весла вака, а ова е вака, значи, напред да ме стаеш, никад живот не сум повлекол. Размисле 2 минути, викам, кога ќе веслаш ти друг пат светско првенство, бе? Никад. Качи се. Знаеш, некоја сила ми дојде, се качив и веслав светско првенство во кајак. На, мислам, 13-та капија се превртевме и сите убавини и карпи на матка ги видов. Сега ескимот, нема удар, значи ескимотажа прави, значи не знам како. Тоше вика влечи десно, ескимотажа повлечи. И како збори он, значи пази ти што тогаш како енергетска и слуховна повзр. Како он ми кажа, ние од 13 на 14 капија се излековме. Се вративме назад и завршивме 11 од 24 екипи.
Добре. Ама тоа не е со пливањето. Не, никогаш веќе кајак не ми текна да веслам. Ни К2, ни К1, ништо. Значи, мојата кајак кариера заврши на светско првенство во кајак тогаш. Сега, за пливање, Ружица, нели, пошто Перо, што прави ракомет игра? Перо, што прави се Перо игра? Гимназија, пошто нели бев малце немарен кон другите предмети, ми поправа оценки во школа. Све ќе играм само да не учам. Не кажував така, ама така беше. И Ружица вика, сега има, вика, Бранко ми каже, уствари, другиот професор по физичко, вика, има пливање, добро, да му викам, супер. Шо? Па вика, кидеш да пливаш. Шо да пливам, бе? Викам, ја сум вардарски селски пливач, олди главата горе му викам, и тоа на градска плажа евентуално, сум видел базен, му викам, што ти е тебе? И у Охрид кој идеме му викам. Толку е му, ама бе, пливам 30 метра. Нема врска, вика, ти си супер, вика, ние немаме, вика, човек за пливање. И сега, му викам, Бранко, нема шанси. Значи, све, стварно, трчам, ракомет играм, све што сакаш, голман играм, све правам му, викам, што сакаш. Те молам му, викам, да, и вика, ќе кажам на Ружица, па и да видам Ружица. А Ружица ми беше класна. И Ружица, Злато, убав, дојди малце. Вика, знаеш, дека во недела има пливање. Па го ми кажа, Бранко, сега тога не може да одбијам. Значи, теорија не во. Таа ми беше во гимназија заедно со професорката по македонски, единствени две професорки кои ме обожаваа и знаеа дека нешто ќе биде од мене. Ова друго све ме третираше за да, и викам, ама Ружица, стварно не ме бива за таа работа. Абе, вика, тебе за све тебе што ти гаѓа. Ке влезеш, ке испливаш ја. И добро. Одиме на дента, доаѓа за пливање, ја облечен, развиен, целиот направен со мишичи све и овие клубови од студенти од Вардар, сите вака ме гледаат, нешто 5 патека од прилика бев. Ставив спидогачици, излеав, мислат овие кој од кај искочен ови сега. Значи марш пиц дошол ке и Ружица ми каже мене на 2 минути пред да се качем дека ќе пливаме прсно, градно. Но какво е тоа? Градно, ма викам. Па вика бе, женски? Абе ти си нормална, викам бе. Човече, едино знам тоа што го викаат лошо крало да пливам. Какво женски ќе се удавам, викаме. Не ќе ги гледаш другите од страна како прават, вика ти ќе правиш. И стварно рипнав, кога се наредивме сите си, ти викам, беа извадени од памет. Како рипнав, најдалеку рипнав од сите во доскокот до водата. Гледав лево десно, ама брат, пола базен го испив. И на 25 метра си излегов. Фала, добре. И тоа е единствено нешто кога сум рекол доста е од базенов, разбираш, мислам жаби. Не, па 50 метра беше, треба 25 и 25. Значи јас си дигнал на 25, пола базен го испив, еден куп жаби вајда у стомак ми влева и искачам. И не, и Ружи се вика, убаво направи, вика. И им покажа. Ја гледам, што им покажа, ама дисквалификација имам. Ама вика, најдалеку рипна е. Тоа е тој менталитет професорски, кој го имаше и Ружица и сите оние наши професори, кои и кога сме биле во пораз, ни давале кувет. Така, кураж дека не е грешка. Не е грешка, браво, проба све што направи, сполајти. Така. Ете, тоа е ото. Сега, после толку години, никогаш да ми кажал некој дека ќе трчам полумаратони, маратони, ултра трки, тоа ќе сум го сметал за луд и мислена именка. Човеков не знае што збори. И некаде на 50 години, од прилика. На зрели години, да, на повозрастни. Јоско од кога и бев доста дебел, нели, па ќе слабеам лево десно, почнав брзо да одам покрај Вардар. Па после брзо одење почнав помалку да потрчнувам, па ослабев доста, почнав да заличувам на човек. Па теретана по она, ама трчањето почна да ми станува као некаква навика. И ако не истрчам, се карам со луѓе. И ги скочи 5-10 километра, 15. И тоа стана секојдневие. И викам мајката. А имам Скопски маратон, 97-ма јас го правев. Бе во организација со Михо Панов тогаш. Викам, а додам ја да трчам на Скопски маратон, тоа беше 2011, мислам. Или 2012, не се сеќам точно. И викам, па што сака нека биде. И отидов на полумаратон во Скопје. Истрчав 2 сата и 60 минута и од тогаш тргна дрогата. Значи нема место, така речи, во светот со другар ми Баже Цоневски, кај што ни отидовме да истрчаме, тоа се бројка приближно 100 трки. Нью Йорк, Лондон,
Будимпешта, да не набројуваме, ќе Так. помине по емисија. Арнава, нели коленото за еванци лево десно и мене од времето ми вика бе вози малце точак да возам ја, со ние закачениве што личат ајде да не кажам нешто ухиланки не оние разбира со на газон што има од позади Лепенка. пелена, нема теорија и со тие штрак кондурите, теорија нема тоа. И 2017 година по прв пат од кога имав проблем со коленото за да можам да продолжам да трчам. Ај точак малце И тука влезе чивијата. И тука влезе чивијата, ај што влезе чивијата, него сега да ми кажеш да не возам денеска точак, е исто, само за твојата емисија и можеби за курцијални работи во фамилијата можам да се откажам од дневната рутина наречена точак. Бидејќи имам дома тренажер, или возам на водно, или возам на кеј, или возам трки, така да никогаш немој да кажете никогаш. Се што кажав никогаш све ми се случи после 50-та. Моторите се па од секогаш. Од паси од дете, ама од дете. Значи, тамо има Пони експрес до тамо до има БДС. за него за тоа можам да кажам дека тоа ми е единствената девојка за цел живот. Сите овие другите ми биле швалерки. Ова е добра констатација. Да, единственото верно нешто на кое останав неспроменет е моторот. Ама сега долгите Од првиот Солекс што дојде во нашето мало егеско со моторче на предното тркало црно, на кој дававме пари да вртиме кругчиња. пола точак, пола мотор. Да, до 15-ката на Борис Дамовски, кој у суштина го смени клавирот домакнат од Русија За мотор. за Т-15 со некои роми, ама на кој сите научивме, а Борис Богдев што изеде од Чичко Ристо и од тетка Лукија, мајка му и татко му, ама сите научивме на тој мотор да возиме, потоа имаше Пони Експрес, кој го направи брзински да биде, па после тоа имаше Автоматик, со кој бев Белград, па бев Охрид, па свашта, 300 глупости, па после 15-ка, па кросче трки, па и така натаму и така натаму. Значи, единствено нешто на кое сум... не си бил тркач, не си се надпреварувал. Да сум се надпреварувал, како не, крос на Вардар, значи со крос ПСК, не, Кизо беа многу посериозна приказна, оние 185 и 250 се такмиче на Зајчеврид. А ова што беше 50-80 кубика, се такмичевме на Вардар, каде што е сега Александар Палас, тука имаше стаза направена и тука Јакче, се сеќавам дека секогаш ги добиваше наградите. Тука се исто се такмичев и тука направив една јас сум у суштина составуван од многу делови и сполајме на Бога се уште сум тука. Слагалица што ви рекол. Слагалица чисто. Јас сум Рубиконова коцка како после све во ова тело уште мојот дух немирен живее. Тоа е неверојатно. Pero мора да привршуваме, имам само уште едно прашање и еден прилог за крај. Последниве локални избори, не знам што ти бидна да влеташ во политиката, за нечи инет или за себе да си докажеш дека и таму можеш, како и да е, резултатот беше повеќе од изненадувачки, некој сериозно се уплаши. Им ги размешав картите на сите. Сериозно се уплаши. 25.000 гласа освоив, што за нив тоа беше незамисливо. Шилегов е причината за моето учествување на изборите. Му кажав дека ќе го манам од политика, како што гледате резултатот. Е тој крајната приказна е дека го нема веќе ниво неговата матична. Се вака гледано многу не викаат подобро да не го манеше. Види сега вака. Чекај. Значи јас имав, реков Шилегов, воопшто во ниеден момент не се навратив на госпожата што е сега градоначалник, бидејќи целта ми беше легитимна. Затоа што имавме, нели, на едно место каде што е наш заеднички пријател, а негов пријател, бидејќи учеле од деца заедно, бидејќи во еден момент, не знам каде што сум видел, сум бил фашист. А овој престанал да се дружи со неговиот другар од осмолетка, иначе мој доктор личен, затоа што он се дружил со фашист. Ја ме беше тоа надвор од памет. Pero наци. Наци. Значи, зашто наци? Затоа што не знам некаде што сум кажал во смисла на македонштината, нели, сум поддржал нешто што е македонско. И сега кога ќе видиш дека и он е геец,
Ќе видиш дека го носим истото име. Кампањата што оние му ја правеа беше базирана на јас денеска ќе кажам дека ќе зборам за панк музиката. На пример, он наредниот ден кажа дека бил панкер, дека имал долга коса, па си шишел и носел кецење и така бил панкер. Јас, викам, така и ја го сватив кечот и почнав да ги дрилам. Нека наредна пресконференција викам ќе направам најголем базен на риби во детскиот луна парк. Он наредниот ден вика ќе направиме сладководен и солен базен во кој ќе пливаат тајко. Викаме, овие скроси ја заедоја. Ја дицава и на наредната пресконференција викам сега ќе направам ролокостер. Разбираш, и во детскиот парк и он друга ние ќе направиме костер со кој ќе го збогатиме. Викам, можно ли ова? Копи-пейст, Значи, копи-пейст на кампањата, мислејќи дека тоа е правиот резултат за добивање на изборите, се покажа многу спортивното. Так. Правеше еден куп ујдур ми кажа дека он го направил Скопје светска метропола со доаѓањето на Дино Мерлин на плоштад, кај што потрошија приближно £500,000. Со £500,000 ќе дојдеше и Стинки и не знам кој во Скопје, стварно ќе бевме европска метропола. И така, пар ствари, дури ми беше смешно, знаете, тие што се плашили многу секогаш претат со физичка закана, ама ау, така кога има 20 души, иначе никад не знам дека на Телма телевизија нешто со Бени и со торте околу тој прекидачот беше. Ама медиски не се соочивте никако. Медиски на поише пати се соочивме во кампа, ама тоа беше во Телма на заедничка дебата. И сега она за тастерот што го пуштиле во Лисиче, €40,000 потрошиле за кампања и тастер, а торти извади дека тој кошта $30. Он кажува дека овие двајца не биле доволно паметни, дека јас сум ја смислил работава и дека они уствари ми дале мене форхен да мудрам бекен. И тоа беше апсолутно нереално, пошто сите се ругавме со него во еден момент, кога виде дека, кога зборува глупости човекот. И на втората пауза во Телман вика ќе видиш ти за 2 дена со прст, му викам ќе ти остане прстот, му викам испраен, тука. Но претиш му викам. И како заврши, само викам ќе Де сте се виделе од тогаш? Не, значи ќе видиш му вика, ќе видиш вика за 2 дена. И ја му викам сега ќе видиш. Заврши. Како заврши во Телма емисијата, која фати врата, која се сопна оден кабел тамо од камерманиве, ја не мрднав од место. Значи многу без везе. Лично мислам дека човекот беше во партија која за мене беше од најголем почит. Тоа е партијата на Ѓорѓе Маријановиќ. Мислам, Лига за демократија се викаше. И он беше член на таа партија. И мислам дека тука, јас со Ѓорѓе Маријановиќ имам изворедни моменти во животот. Дури и адвокатот што ми еден денеска беше од таа Лига за демократија, така го познав и овој Зоран Молчанов. Значи, и мислев дека е човекот навистина, ама брат, кога влезе кај овие, изгледа тамо, стано е манија кога ќе влезеш во таквите големи партии и забораваш све што си бил претходно. Он беше тамо, па беше во ЛДП, па беше не знам каде, не сум бил никаде. Па еве денеска жив, здрав, правам концерти, пеам. Соло плеер. Па не, без луѓето околу мене, без сите вас што бевте во меморија, никогаш не можеше да биде меморија. Јас сум само, замисли ти Александар Македонски без војска. Се разбира, зборуваме за политика, не за меморија. Па и во политиката, нели? И тамо во одреден момент кога ќе земете 25.000 гласа, е многу добар мотив да продолжите понатаму, бидејќи ако одите на парламентарни избори и освоите 20.000, веќе не бидат 25, вие сте со 2,5 партеника. Или Донтовиот модел ќе може да им го разместите на сите партии. Ама ја решив дека меморија повеќе ми значи, дека ќе оставам поголем трак во македонската историја, како човек кој ќе прави музика и она што најдобро го знае, отколку да се бавам со нешто што е толку извикана професија, толку навреди меѓу себе имаат фамилиарни, тоа човек да ти се превртат срелата и се откажав од таа варијанта. И покрај се Не значи дека сум се откажал.
Ќе збориме за За тој момент тоа за крај го чувам. Јаготката на шлагот ја чувам за крај. Да. Ајде го погледнеме прилогот за да видиме дали и покрај сета популарност тие се сепак популарни. Ајде да видиме. Ајде. Перо Камиказа, лик само за налична карта или личност за сите времиња. Само неколку дена по спектакуларниот концерт на меморија во арената Борис Трајковски, лидерот на групата Петар Георгиевски Камиказа тргнал да извади нова лична карта. Така Перо дошол да си обезбеди документ за лична идентификација во просториите на МВР и тоа се по протокол, без фаќање врски, full regular што би рекле. Изненаден дека точно во минута го повикале да влезе внатре, па откако тоа го сторил, една млада дама во својство на службеничка му побарала да се идентификува. Во тој момент во просторијата влегле и двајца нејзини колеги, кои веднаш го препознале и тука тргнува заплетот на приказната за тоа кој е попознат и пославен, македонската музичка легенда или некои други со поинаква агенда. Целата приказна Перо Камиказа ја споделил на социјалните мрежи, поточно на својот Facebook профил, па еве ја во продолжение со едно образложение или поточно наравоучение. Не е важно колку си познат, многу е поважно пошто те знаат, познаваат и паметат, ама не е само до луѓето, многу повеќе е до системот. А Перо како Перо, не џабе Камиказа. Иако на сите им е јасно кој е и што е, и самиот мораше да провери дали е лик само за налична карта или личност за сите времиња. Поради презафатеност со концертот, конечно денес добив датум за вадење лична карта. Одам, пополнувам формулар и види чудо, точно во 12:30 го слушам моето име, точно во минута, влегувам да се сликам и една млада девојка ми ги бара старата лична карта и што току пополнетиот формулар. Од другите места за сликање пристигаат двајца незини колеги, ја прашуваат дали ме препознава. Цурава вика: немам поема кој е човекот. Искрено. Ама едниот од дечкиве бил на неодамнешниот концерт и вели: абе, Перо Камиказа ти е човекот од меморија каква свирка направија пред месец дена за историја. Момеве се ја брка работата, па другиот и вели: огам под звездите дирла да ти значат нешто. Даде, едната по свадби ја утепуваат, а другава на свирки со друштво по кафичи ја пееме обавезно. Пробува да ја каже уште нешто, ама јас го прекинувам. Ја прашувам: го знаеш Артан Груби? Вели: да. Зоран Заев, продолжувам. А таа вели: даде, оној што беше премиер. А Боки 13-ка? Вика: даде, како не? Овој едниот благоречено се наљути, па и повторува: сите овие ги знаеш, а овој што го сликаш не го знаеш. Перо Камиказа пестиве се од него и неговиот бенд. Јас смирувам топката и викам дека можеби сум подостарен, па затоа не ме препознала, се смееме сите, се сликам и си заминувам. Јас веќе не сум изненаден од тоа дека не мора сите да ме сакаат и препознаваат, ама дека овие примадониве ги знае, а мене не, малку ме збуни. По сончевиот ден се изгубив пеш да си ја избистрам главата, а попат, па се до дома, девојчево го демонтираа едно чудо луѓе со кои застанав да разменам емоции и думи за неодамнешниот концерт. Кјути се велам, не е се така како што ми се причини на момент, споделил Перо Камиказа на својот Facebook. Ете, тие се звездите, само светот дури им трае, како се вели, кандилцето. Па, што да ти кажем, тоа што точно ти кажам, да се качиш горе да останеш сите овие години, овие сите што биле во политиката имале епизодни улоги, за жал трагични епизодни улоги, голем дел од нив, во нашата меморија и во нашето сеќавање. Се надевам дека сум ги правил правите избори во право време, бидејќи сум си ја слушал интуицијата, бидејќи сум си го сакал македонскиот народ, така и ќе остане за веќе векова. Амен. Нека биде така, а пред да кажеме конечното амин на тоа гостување денес, спомна пред малку пред да видиме прилогот, ама не значи дека нема, не значи што дека нема се кандидираш и ако ме изнервира некој повторно. Локалните доаѓаат. Па дали се локални, дали ќе видиме. Долга е раката Божија.
Добро, идат после тоа и како председателски парламентарни. Па појма немам, не знам, ќе видиме. Само ти кажам, јас едно им порачам, да ме остава да го работам ово што го знам најдобро и умеам, и тогаш они нека си ги прават сите своји сприткарушки работи. Ако во ова што го знам и умеам, ми прават сопки и пречки, тогаш повторно некој како Шилеговки помина. Ова е, како се вели, директна закана. Предупредување или директна закана? Директна закана. Но, ти благодарам што беше гостин во ништо лично. Имавме убав муабет, драги мои, се надам дека слушнавте работи каде што не сте ги слушнали на друго место или барем сте ги начуле, а на друго место нема ниту да слушнете, ниту да видите ништо слично како овде во Ништо лично. Ве сака вашиот домаќин Антонио Димитриевски, се гледаме за 7 дена.